Добар ден сите, почитувани представници медиумите, почитувани граѓани на општина Прилеп. За помалку од 2,5 години станавме модерна и европска држава, а успехот на реформите спроведени од владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се признаени од целиот демократски свет. Затоа гордо кажуваме, државата е на прав пат. Тоа е патот на развојот и просперитетот. Тоа се повисоките плати во сите општествени сектори, граѓанската офанзива на патиштата, огромната социјална помош, враќањето на парите директно кај граѓаните, повисоките субвенции и инвестиции во земјоделието, безкомпромисната борба против корупцијата. Во изминатиот период организиравме стотици урбани и малски средби со граѓаните. Го слушнавме нивниот глас и заедно го трасиравме овој пат, кој води напред во подобра иднина за сите. Продолжуваме така, со отворен, искрен и честен пристап, преку директни средби и разговори со граѓаните, да ги изнаоѓаме решенијата на проблемите и да ги градиме државните и локалните политики. Затоа ве повикувам да се приклучите на граѓанската трибина која ќе се одржи утре, сабота на 26.10.2019 година, со почеток во 13 часот во Центарот за култура Марко Цепенков, на која ќе се обратат председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев, градоначалникот на општина Прилеп Илија Јовановски и министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Почитувани сограѓани, историската грешка која Европската Унија ја направи спрема сите нас, не сме и нема да не обесхрабри. Напротив, ќе работиме двојно повеќе за да ги донесеме тука европските вредности, стандарди и реформи. Христијан Мицкоски и ДПМН се единствените што се радуваа и аплаудираа на историската грешка на Европската Унија, затоа што сакаат државата да ја вратат назад во изолација и неизвестност. Коалицијата на Мицкоски го промени само името, а во суштина ништо не е сменето. Тоа е коалиција за обнова на режимот, на криминалот и изолацијата. Затоа на предвремените парламентарни избори на 12 април, Мицкоски и ДПМН ќе доживеат вистински дебакал, а граѓаните ќе го потврдат и исправниот пат по кој забрзано се движи нашата земја. Ви благодарам.